Добар ден, мои луѓе, добри луѓе туди. Денеска ќе правам ја подварок на мој начин од кисела зелка, но претходно рендана. Ќе ставиме во тава да испржиме 2 главици кромит. Претходно исеска. И тоа подварок со сушени ребра. А ребрата е веќе овдека се варат, ребрата се варат. И ова ќе биде подварокот. Треба малку додека се загрее тавата. А претходно имам изземјено рендан купус или рендана зелка, што е рендана во октомври месец и се прави посебно. Ние ја употребуваме ова за правење на пита и за подварок. Некои прават подварок од главица, додека ова е од рендана зелка. Претходно, мислим во октомври нормално да се прави кисела да стане. Пошто ова е во поладна просторија, малку и затоа измара малку пареја од кромит. Значи, ова е направење подварок на мој начин со претходно дробена кисела зелка. Зелката е правена да се скисели, не е од кисела зелка од главица. Кромидо добро го испржуваме. Ја пржиме кромидо. Откако кромидо ќе пропрже, ја додаваме дробената кисела зелка, ќе се испржи. Постепено ќе додаме малку од ова, да ја разведиме накапа.
Ќе додадеме остатокот од другата зелка, пошто малку ќе биде ова повише. Тоа ќе се смали доста. Ќе ја покриеме зелката со капак сега, да се парува или да се бинста, најбоље кажем. Сега зелката добро ќе ја покрием и од време на време ќе ја помешуваме. Вака ќе се динста. Извинете због гучавата малку. Ќе Тоа ќе се смали доста, пошто исчезнува. Се пропржува. Некои луѓе зависи, например, некој домаќин ќе ја става од кисела зелка од главица да се издроби, стварно е и тоа е сладок. Но ние пошто ставаме рендан во копа секоја година и го употребуваме, мислим ја употребуваме оваа зелка за подварок, пошто е готово све. И за пита, исто од ова пита, само во питата не ставаме кромит кога ја динстам зелката. Сега ќе покриеме. Ваки со капак и нека се динста од време на време ќе промешуваме. Овој подварок ќе биде со пушени ребра. Претходно ги вариме. Ви покажав, ребрата се варат овдека. И ова ќе биде за подварокот припрема. Ова е само припрема, Видите колку беше полно, тоа ќе исчезнува, пошто е зелката е 99% вода, тоа го знаете. Но треба сепак да се пропрчи, вака е посладок. Мислим, ова е начин, мој начин, не го подценувам ничи, пошто свите работа на свој начин, нели?
Ставам јас од прилика, пошто имаме, мислим, не е неограничено, од прилика ваѓам колку може, колку е потребно за нашето семејство и но не ви кажа, да, турив имаше помалку зејтин. Гледате, све повеќе ќе исчезнува. Таа сепак ќе се вари у пекач, како викате вие, или има во сад било како што ќе оставите да се подпече урилна, али ова е мој најдобар начин. Ќе биде вкусна. Сега ќе отскриеме малку да се пропржи. Повеќе не додаваме зејтин, пошто има во реброто, ќе ставаме после водата, ќе видите кога ќе биде готов, ќе ставиме малку од водата што се вареле ребрата. Ќе ставиме малку вегета. Малку да ставиме. Зелка да се пушто и ребрата се добро измени, домашно сушење, ама сепак има сол во нив, тие се ужи чорбата да биде водата во која ќе оставиме да биде малку солена. Сол не додаваме, те малку вегета, ќе додадеме и црн пипер, бибер. Ако ќе наресиме прилика. Бибер ќе ставиме. Убаво е кога има бибер.
Нека се прži. Сега ќе додавиме малку рис. Околу немаш ни 50 грама, верувате 20 до 30 грама рис. Јас мислам дека зелката е скоро пржена, ќе додадеме малку црвена пипер, но само за да добие боја. Пошто не сакам многу, само малку. Пошто нема дека и толку пиперот црвен, да дотворим треба. Ставаме малку црвена пипер. Доволно е овај пипер, ќе намалиме своето. Оваја боја, мислим супер е бојата. Не треба многу црвено, верувате, некој ич не става домаќинки пипер, но ја ставам само малку боја да се добие. Како помаранџеста бојата. Сега добро испржената зелка. Пише и пржена, дека се истови ваѓи, таа ја знам од прилика и ќе ја оставиме, ќе ја покриеме сега малку да седи додека бида готови ребрата, но ќе бида и тие за пократко време. Потоа ќе ви објаснам кои, мислим какви да редоследо. Еве сега месото беше готово. Зедов ја садот во кој ќе го ставаме во врелна, ја ставив зелката, го ставив месото од озгора, додадов малку сол, пошто требаше уште малку сол, но не ставаме многу вода. Еве гледате, ако се забележува добро, сега ќе ја померим цалата. Само да ја покрие зелката вака. И ќе ја покриеме. Ќе ја ставиме во врелна да се пече, негде зависи, например, ја ќе отворам, ќе видим дека нема вода, вака ќе направам, знаеш, нели се проверува.
И ќе ја извадим, но кога ќе биде готова, ќе ви ја представам и вас. Затоа до тогаш се гледаме повторно. Заборавив да ве подсетам, реалната ќе биде загреана на 180 степени, а ви реков негде од прилика би требало да биде 1 час во реална. Еве, подваровот е готов, мили мои. Еве како изгледа, може да го увеличиме. И сволтен на ручек, доколку сте гладни. Ви посакувам пријатен ден, на здравје. Доколку ви се допадне ова видео, мили мои, притиснете лайк и subscribe. Ќе ви бидем многу благодарна. Се гледаме до наредното видео. Чао!